Уште едно издание на Еспресо на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев. Ово утро со мене е Сотир Костов. Сотир, денес имаме тешка задача, а тоа е да ја надминеме во гледаноста и слушаноста емисијата од вчера, која беше една од најслушаните за оваа сезона. Добро, тоа е нормална работа, министри за внатрешни работи. Не мора ние да се тркаме, не мора. Ке си ја тераме ни работава, денеска имаме интересен гостин и ја мислам дека ќе тера некако работа. Ово утро... Добро утро и од мене. Ово утро наш гостин е човекот кој треба да биде најповикан за било што во државата. Затоа што тој е директор на Центарот за управување со кризи, а држава ни е во перманентна криза. Од која почна таму? Од 2015 па наваму, ние цело време сме у криза. Така што... И отишла ја подалеку од 2001 би рекол. Да? Да. Вчера инаку во Јужна Кореја и беше прогласена воена состојба која го надмина и председателот на Јужна Кореја го надмина рекордот на Георги Иванов за најбрзо повлекување на одлука. Георги Иванов му треба 10 дена да ја повлече одлуката за помилување, но за само 8 часа воена состојба беше укината во Јужна Кореја, откако го фатија во корупцијски скандал председателот со фирми на неговата сопруга. Тој и обвини опозицијата дека се соработници на Северна Кореја. А што правиме со нашиот поранешен премиер кој даваше пари од владата на својата сопруга, па ништо не се случи? Мислам дека во моментот е под јурисдикција на Дубај. Не, за овој мислиш? Па може, за овој младиот бизнисмен. Ковачевски, бе, Ковачевски. Не, он не е под јурисдикција на Дубај. Добро утро за Стојан Чангелов, директор на Центарот за управување со кризи. Ги ослободивте ли тие од Леуново, се спуштија ли конечно луѓето? Не беа заробени за да бидат ослободени, беа во нивните домови, во нивните куќи на топло, со храна, со вода. Не беше толку алармантно. Кој му однесе храна? Но морам да укажам на еден момент. Јас не знаев дека ќе треба да се надпреварувам со министерот за внатрешни Панче Тошковски во гледаност, да знаев дека е таква работа. Ке иземевме керамидите. Не само керамидите, имам и катана, ке смислев нешто од моите познати герила маркетинг, финти, верувки. Ја и ти имаме традиција на добро гледани емисии на други медиуми. Народ, сака да гледа и забавни делови помеѓу сите сериозни теми. Златев, пред да го пробиеме ледот со нашиот гостин и да му даеме збор тематски што се вели, може ли едно прашање вака ти поставам? Ајде. Прашувам се, ти си шеф овде. Ајде. Ајде, што ти реви, ја да одговарам. Какво е ова демократија и правна држава, ова твоја Обединетите штати, Соединените американски држави, каде што председателот си го помилува синот? И ако е тоа најдемократската држава, што чека нашето... Те молам. Значи, второ прашање. Што чека нашата држава, собранието, владата, па и председателката со дечките од 27 април? Нема тие Вујко владика, нема. За иронијата на американската демократија ќе сведочиме не само сега, туку негде и во јануари, кога Доналд Трамп ќе стане председател и кога најверојатно 99% ќе се помилува сами од себе си. За него ја ќе гарантирам. Ти за Џо Бајден да ми кажеш мене. Имаме ситуација во која и огромни забелешки има за тоа. Председателот Бајден го амнестираше неговиот син Хантер. Демократија, тоа е право. За 2 кривични дела, едно за нелегално поседување на оружје, а друго за затајување за даночни прекршоци. Има и трето, ама него обелоденија, павкање, мавкање, тие работи има. Тоа е слободно, секој има право да конзумира дрога. Но, ти велам, ова е скандал во Соединетите американски држави, дека станува збор за демократско општество, докажот тоа дека буквално сите медиуми во САД го критикуваат ова. Во Русија да се случи, нема ни да дознаеме. Ако објави некој ќе го фрлат. Генерали, да не те чуди, ние сме тука поделени. Златев е за Америка, јас сум за Кина. И затоа го прашав да ми го објасни гестот на Џо Бајден. Али ти викам, има уште една поиронична работа. У јануари Трамп која ќе се помилува сам себе си, затоа што... Отом потом, ќе видиме. Пресудите веќе ги има, тој е осуден, така што ќе си направи парола сам на себе. Имаме некои други актуелни работи. Бајден нема да го помилува пред да замине.
Па, мислам дека се пазара... Мислите дека таму нема задкулисни договори Па ја мислам дека сегашниот и им новиот? пропаднале нив договорите. Они кои седнаа да се договарат, најверојатно се договара ја ќе те помилувам тебе, ти помилувај го Хантер. Ама у суштина нешто изгледа не излегло, па на крај ја ќе го помилувам Хантер, а ти помилувај се самиот себе. Тоа беше да го скршиме ледот. Излегла работа. Имам нешто и за учека и комитите и за срамното обвинителство што прави, ама ајде со прво гостинот. за снегот. Со гостинот, да, ајде. Стојам со секоја година снегот ги изненадува властите. И Ова сега не е точно. Оваа година ние не бевме изненадени, бидејќи го очекувавме. Воопшто дури не бевме каснеш, изненадени, тоа не значи дека го изчистивме како што треба, но барем не Браво, бевме Зе. изненадени. Јас одржав пресконференција на која што кажав снегот оваа година нема да ни изненади, да ние воопшто не бевме изненадени. Да. И оние ресурси кои што ги имаат, кои што ги има јавното предпријатие задолжено за чистење на снег Македонија пат или јавно предпријатие за заштита и одржување на регионални и магистрални патишта ги изнесе на терен. Сега колку се тие е сосем друго прашање и во каква состојба се, но сепак ова е во надлежност на друга институција, не можам да навлегувам во детали. Нашата улога, функција повеќе е во оние комплексни случаи каде што е потребно мобилизација на повеќе институции, на најмалку две. Затоа што во овие конкретни случаи во Леуново, но и на неколку други места, бидејќи консулунска глава на две места имавме условно кажано блокирани луѓе, едните беа блокирани во викендица, самиот зборов со нив. Значи, на топло, со ракија, со верувам дека имали и мезе, ќе почекат ден-два, ќе се симнат, бидејќи зборуваме за шумски пат, планински пат, но чистењето на овие главни планински патишта, предели. чистењето на магистрални и регионални патишта е во надлежност на Македонија пат. Останатите локалните патишта се во надлежност на локалната самоуправа, на општината, и тука веќе доаѓа до израз нашата функција. Вчера, бидејќи една госпоѓа која што користила кислородна поддршка, имала таму викендица, предпоставам поради поквалитетниот воздух во Маврово, била во Леуново, ја извлековме со помош на тим на дирекцијата за заштита и спасување. Во теренско возило се качија доктори, односно медицински тим, истата беше безбедно транспортирана до незиниот дом или до болница, не знам точно каде. Значи, за вако... Сите се извлечени, да. Па, таму нема веројатно многу жители во овој момент кои се условно кажано заглавени, но така што не е некој Јас проблем. апелирам, еве ја користам и ова прилика, иако некому ова му изгледа како шега, јас сум многу сериозен. Граѓаните треба да ја следат временската прогноза на УХМР, која што е исклучително прецизна. Ако тие кажат вечерва на високите места ќе врне снег, бидете сигурни дека ќе заврне. Може да погрешат за 1 или 2 часа. Снег ќе врне. Нашата преубава држава има многу планински превои од еден град кон друг град. Мислам дека меѓу Неготино и Кавадарци само е рамно и меѓу Прилеп и Битово. Но ако од Затоа Битово одите за конкуренција- Охрид, треба да го поминете Добро, и Ѓевато. Тетово и Гостивар. И Тетово и Тетово и Гостивар. Так, Но таму тие три патот места. е тесен, знае да замрзне, исто може да биде многу непријатно. Го знаете убаво од 2001. Луѓето треба да бидат внимателни доколку не морат да не патуват, особено ако немат соодветна зимска опрема. Значи, понекогаш луѓето имаат зимски гуми, поточно имаат гуми кои што имаат ознака дека се зимски, во меѓувреме поради Се излижале. немаштијата, гумите може да се несоодветни, излижани и предизвикуваат посебен проблем. Ако едно возило кон стража се, особено ако е тоа камион или автобус, се настрани, искриви и го блокира патот, овде веќе е тешко. Но јас вчера имав едно гостување, подсетив на една емисија на National Geographic, не знам дали спасување на замрзнат пат, дали е во Канада, в Северна Америка, каде што дават како се извлекуваат тешки возила, значи и во многу посериозни држави, и во Германија имат проблеми со снегот. Проблеми. Но да не бидам сватен дека релативизирам, реалноста е сурова, нашите капацитети се недоволни. Како држава, не од сега. Генерале, кога сме кај капацитетите, да молам, ја овде сум задолжен за реформите кои мора да се спроведат. Знам дека ти најавуваше едни реформи. Те молам, дали се уште стоиш на стојалиште дека ЦУК треба да прерасне во еден вистински центар, и не мора така да се вика, ама да ги обедини сите субјекти да располагате со
канадери со хеликоптери, со автобуси, со доктори, со сите можни работи. Тоа е една идеја од 2001 година, ама војната и смената на власта ја не се реализираше од Управа за цивилно воздушно пловидба, каде што во секое време и кога нема снег сме ние спремни да се справуваме со кризи. И кога нема пожари ние сме спремни да се справуваме со кризи во планински врвови и така натаму, со планинари, со алпинисти, со било што. Ова влада гледам има расположба, има атмосфера. Дали ги притискаш ти као човек кој најдобро знае таа состојба? Значи, Те молам. Сотир сядат и нами да Стојан треба да ја фали владата, не ние. Не треба да ја критикуваме. Не фалам. Ја прашувам до каде со реформите. Значи, рековме, ја сум по вокација задлжен за реформи. Ја очекувам реформи. За реалноста, не фалам никога. Тоа ако има простор за критики, јас ќе бидам критичен. Че критикува, како што бев и претходно. Стојан че скриен талент. Ќе го видите тоа понатака. Видете, една значајна разлика, претходната влада исто така имаше сериозна намера за реформи на системот. Ама заеме не на. Имаше дури и седница на Советот за безбедност, значи на највисоко ниво беше издигнат проблемот. Председател на држава, на влада, на собрание и така натаму. Но еден од носителите на тие реформи беше професорот Маријан Ѓуровски, мислам дека сега на факултет за одбрана, дека предава, додека оваа влада начело на процесот на реформи го стави вице-премиерот Љупчо Димовски. Од аспект на политичка моќ тоа значи многу, значи вице-премиер е задолжен да го води, предводи процесот на реформи, така да сите прашања околу реформите сега ќе мора да ги упатите кон него. Готово, го викаме во една од следните емисии. На пирамидата се разбира дека јас ќе помагам онолку колку што ќе биде побарано од мене, онолку колку што можам. Мојата визија јавно ја зборувам подолго време. Треба во оваа држава да се формира една силна институција од двете постоечки, тоа се ЦУК и ДЗС. Новата институција треба да ги обедини функциите на двете. Искога збором делува малку бюрократски, абстрактно. Не, ние во суштина што немаме? Ние имаме се. Имаме шефови, началници, раководители, вакви сектори, оделенија, координатори, немаме луѓе кои што ќе излезат на терен да гаснат, доволно збором немаме. Луѓе кои што ќе го исчистат снегот. Значи мојот фокус е да се формира една нова единица од 120 луѓе војачина на една армиска чета, составена од здрави луѓе, внимателно одбрани, значи внимателно селектирани, со добро обука и со добра опрема, кои што ќе можат да помагат секаде каде што ќе треба. Летно време ќе гасат пожари, зимно време ќе извлекуваат луѓе кои што се завеани во снег, ќе спасуваат луѓе од планина, ако не дај Боже има земјотрес, ќе вадат луѓе од подурнатините. И таа единица во суштина, ние сме сега ЦУК и ДЗС повеќе од 600 луѓе. Со помалку луѓе во една нова институција во која што би ги имало и овие 120 би функционирале многу поквалитетно, и мојот фокус е ставен на оваа единица, бидејќи системот е гломазен, но пак ќе ви кажам, ние овој систем, нашиот систем и сега е одлично замислен, но не функционира во реалноста. Тоа веќе е малку и до менталитетот. Кога овој систем би бил во Словенија, би функционирал извонредно. Кога би бил во Германија, би функционирал извонредно. Па не се согласувам дека е добро замислен. Не може вашите два субјекта во оваа област да немат хеликоптер. Не, значи тоа е лошо замислено. Биди, значи, ние како држава имаме да нема хеликоптер не може. Да, но ние ги знаеш предностите на хеликоптер пред авион, мал авион и така. Ние ги користиме хеликоптерите на полицијата и армијата, би рекол, потреба без ограничување. Имаме изворедна соработка и со полицијата и со армијата целиот тој период. Додека сум директор, армиските се надве. Тоа е посебно прашање за кој што не ви зборувал толку јавно, ама имаме генезата, аз знам многу добро. Полициските тие се исправни во секој момент. Сигурен ли си? Може се обкладиш? Па не се кладам сега, 3 години сум пензија. 3 години сум во пензија сега. Ги убивме од летање ова лето. Епа, добро. Ова лето полициските хеликоптери беа максимално ангажирани и имавме многу голем допринос. Да. Ќе го издвојам Стефче. Да. Кој што е еден од според мене најдобрите пилоти во државата. Лета сум ми 171 со големиот полициски хеликоптер, така го нарекуваме. Тој во суштина е армиски хеликоптер кој што е сега во склоп на МВР. Се уби од летање од наутро до навечер. Знаете, они имат малку поеластични правила околу ангажманот и можат малку подолго време да летаат и леталата и пилотите.
се разбира, тие си водат сметка за тоа, но Затоа го само прашањето на пожртвувани. хеликоптерите. Зборувам исклучително пожртвувани, зборувам за целата полициска единица. Ново имаше големо ведро и многу поголем ефект. И повеќе пати сум летал со него и сум гледал колку се прецизни. Значи, буквално во око, ги гасеа пожарите, особено ако се помали, и се разбира дека треба хеликоптери, но има една набавка. Ето да ти кажам. Кој што сака нека зборува, ти знаеш колку години те пратам, ја и ти соработуваме, се расправаме, се караме по емисииве. Ја тврдам, имајќи во предвид обемот, бројката на пожарите, обемот на пожарите колку трае, дека ова лето вие доволно добро како држава, како власт и како субјекти задолжени и за ЦУК, ако сакаш, и за ДСЗ, доволно добро се справивте, имајќи во предвид со какви ресурси располагате. Добро дојдена беше помошта од соседите и малку и од подалеку, и лично мислам дека за разлика од некои други годинава подобро се справивте. Дали сум во право, дали не, ево, и јавноста нека каже, а би ме интересирало и твоето мислење. Право, со еден практичен пример, повеќе сакам да зборувам најразбирливо. Так. Јас бев на одмор во Грција, кога почна пожарот на Серта. Ние немавме пожари. Отидов за Грција вториот или третиот ден, избуна пожарот на Серта. Првата перцепција беше дека ќе го изгаснат, беше мал пожар. И најголемите пожари започнат како мали пожари. Предминатото лето јас се трудев да употребам, би рекол, и повеќе ресурси да ги совладаме во прва фаза. Зборам сега за националните ресурси врз кои што јас имам надлежност. По некој пат имаше одредени разговори или критики од некои политички фактори, дали мора секогаш да се употребат авиони, хеликоптери. Јас зборов дека е подобро во прва фаза, можеби не е најнеопходно да ги употребиме, отколку да ни се разгори, потоа нема помош. Тоа се случи на Серта, пожарот излезе од контрола. Јас бев во Грција кога сватив дека, бидејќи бев во постојана комуникација со Митко Јанчев, но и со градоначалникот на Неготино и со луѓето кои што учествува во гаснење, со самите пожарникари. Му се јавив на премиерот кој што беше во Вашингтон на самитот на НАТО. Да. Зборов со него и му кажав дека моја проценка е дека ќе треба да одиме со кризна состојба, бидејќи состојбата излегува од контрола. Кризната состојба ни нуди да ги употребиме сите национални ресурси, тоа директно армија, полиција, под ингеренции на главниот штаб кој што го предводам јас. Значи, националните ресурси се стават под моја координација, не команда, си ги командуваат самите институции, но кој каде ќе отиде одлучуваме ние како главен штаб, на крајот јас сум на врвот на хиерархијата на тој главен штаб за управување со кризи. Значи, барав зелено светло од премиерот, бидејќи нова влада, не знаев како ќе функционираме. Премиерот ми кажа да започнам процедурата. Организирав седница, онлайн седница на групата за процена. Утврдивме дека е потребно итно да се прогласи кризна состојба, веднаш потоа управувачки комитет. И јас можам да кажам дека неколку часа подоцна, иако пола влада беше во Вашингтон, имаше вонредна онлайн седница на владата и прогласена кризна состојба. Така што тоа е за поздравување, бидејќи не губевме време. Веќе утрото председателката го потпише указот за ангажман на армијата. Се беше направено во рекордни рокови и веќе наредниот ден се разбира дека јас веднаш потоа запалив коло и се вратив дома и преживеав. Жена ми за неколку дена полнеше 50 години, требаше незиниот јубилеен роденден да го прославиме. А добро, ти си трениран генерален да преживуваш. Па морам. И тренингот ти е таков од младост, ја мислам. Го повикав мојот возач со службеното возило да дојде на бензинската во Неготино и во суштина ја оставив мојата кола во Неготино и јас останав таму. Доаѓав до Скопје доцна навечер да се истуширам, да преспиам и рано наутро се враќав таму. Значи, поентата е дека од аспект организацијски оваа влада направи се што можеше, ние овозможи се што имаме како држава. Добро. Дали ако заве некој поголем снег, затоа што сега не беше нешто многу озбилно, и ги изнаврне 80 сантиметри е многу озбилна количина на снег. За тој дел од али државата, само на едно помало доколку подршки. цела држава, Македонија е релативно мала и се случувало во минатото цела држава да е затрупа снег, може ли повторно да ги видиме оние како да кажам ситуации од минатото каде што автопатите беа непроодни, со часови луѓе не можеа да стигнат дома и такви работи. Или сега побрзо ќе реагират и
Тоа прво и второ. Ај прво на второто прашање одговорете ми. Што е со онаа фирмата која добила тендер за чистење снег, а немала ниту едно возило за да го прави Ќе тоа? го повикате директорот на, условно кажано, Македонија пат или формалното име јавно предпријатие за заштита и одржување на магистрални и регионални патишта. Коцелија? Од Влен, не, од Влен, не. Та беше Коце, ќе беше друга приказна. Јас на вистина него го респектирав и како градоначалник Коце. Фајзер и тоа е, као те. Тежок оперативец е Коце, да беше на ова, ќе беше на терени, мислам дека ќе беше се исчистено. Ќе го повикате директорот и овие прашања ќе ги упатите кон него, бидејќи се апсолутно надвор од наша надлежност и не смеам да навлегувам. Значи, и кога зборам за пожарите, ние користиме туги ресурси. И одговорот меѓу другото на зошто дирекцијата за заштита и спасување како основна идеја не била лоша. Значи, ние сме главно координативно тело и ги координираме сите државни ресурси. Едни државни ресурси треба да има во дирекцијата за заштита и спасување, за жал има многу малку, други имаме во армијата, трети во полицијата, четврти во Тоа е локалната моето самоуправа. прашање од почетокот. Ние ги Во координираме еден сите. центар треба да се обедини. Но верувај ми, многу полесно ќе ми биде ако јас имам мои да. сили, кога јас би имал 120 луѓе, тогаш штедиме и на време и јас одговарам, ама јас одговарам и за тренингот Стојанче, и за прв човек квалитетот во на луѓето. Македонија што го смисли и го направи е генералот Манолев од позиција директор на тогашна дирекција Управа за цивилно воздушно пловење. Проектот готов до реализација со министерот Балковски, се смени власта, пропадна Одиме проектот. со кратка пауза за Опа, реклама. бато! Аман бе? Да. Стојанче како бивш припадник на македонските безбедносни сили, генерал кој во 2001 ја бранеше Македонија, како го доживеа ова палењето на македонското знаме? За жал не е прв пат. Треба жестоко да бидат казнати сторителите и токму тоа се случува. Полицијата ги идентификуваше луѓето, ги собра, ги притвори и се надевам дека обвинителството ќе покрене соодветни пријави, бидејќи се работи за најмалку едно кривично дело, и тоа тешко кривично дело. Разгорување на верска, етничка, како беше, меѓунационална и расна омраза, Нетрпеливост. нетрпеливост. И треба да се бориме како општество, како држава против ваквите вандалски чинови кои што видите сензитивна тема колку ја разгоруват меѓуетничката омраза за миг. Сето оно на кое што трпеливо работиме со години, паѓа во вода, а се работи за поединец. Но да не ги заборавиме оние мапите со голема Албанија, мислам стварно претера. Од друга страна, да има референдум во Албанија, во Република Албанија, дали сака да се спојат овие нашите албанци од Македонија, мислам дека никој нема да биде за, или може би еден мал Само политичарите. нема да сакат. Нашите политичари нема да сакат, подобро прв у село отколку последен во град. Држи Или таа логика. Косово, ама видете, сум работел јас повеќе пати во разни наврати на разни места со албанци. А косовските албанци исто така, еден добар дел од нив не се воодушевени од албанците од Албанија. Знаете дека Албанија е една прилично модерна држава денес, отиде многу напред. Видете каде отиде во сферата на туризмот. Така што треба да се стави крај на ова, но не треба и нова да гледаме со колективна одговорност. Ако еден или двајца поединци направиле нешто, тие треба да одговараат. Мене повеќе ми иритира една друга работа за која што си преземам политички ризик и зборувам постојано, тоа се нашите коалициони партнери од Влен, Изет Меджити, кој што грубо и вулгарно го крши законот за знамења и не користи македонско знаме. Зад него секогаш ќе видите албанско знаме, ќе видите знаме на НАТО, Европска унија, Америка, Велика Британија, но нема македонско знаме. И Касами, Билјал Касами, градоначалникот на Тетово, кој што исто така не користи македонско знаме, дури отиде до таму да при приемот на евроамбасадорот, тој новиот евроамбасадор, да не го погрешам неговото име, во неговата канцеларија или службени простори во Тетово, зад него, покри тоа што ги имаше овие наброени знамења, немаше македонско знаме, а имаше постер од Адам Јашари, идеологот на УЧК. Која порака тој ја праќа? Тие не само што не ја сакат оваа држава, да не се лажеме, некој од нив не ја сакат оваа држава и не ја чувствуваат како своја. Тоа е мој став и не, тоа е перцепција на грото македонци, на повеќето македонци. Затоа апелирам до нив. Апелирам до целата јавност да се направи поголем притисок, што ги кошта
во тој куп знамења за нив да стават едно македонско знаме. Гледав пресконференција на Дуи пред неколку дена и видов има македонско знаме. Ја научиле барем во тој дел лекцијата, дури и бев изненаден. Затоа апелирам. Но јас сум мал коалиционен партнер, знам дека и на премиерот не му е драго ово што се случува, но таква е политичката констелација. Зборуваме за свесност. Јас имам чувство дека некои албански политичари од врвот на политиката овде не само што не ја сакат оваа држава, ја мислам дека чувствуваат омрза кон неа. Кон Македонија. Не може сега пола Тетово да биде преплавено со мапи на голема Албанија. Нема голема Албанија. Чао, то заврши. Сега Македонија е во НАТО. А ги поздрави НАТО, ама ти ме превари. Било каква екстремистичка група ќе ја смачкаме за ден, 2 или 3, па можеби и за 5. Без подршка од надвор, си ја знаеме ние нашата работа, бидејќи се работи за мал процент. Не сакам да зборувам, да звучи дека зборувам против сите албанци, бидејќи еден мал дел еви на прославата за денот на знамето имаше неколку илјади луѓе, прашање дали имаше повеќе од 1000 луѓе. Но и тој начин, тој не знам како да кажам, тоа тој начин наместено беше, генерале, не биди наивен. Не, јас знам дека Тоа беше наместено. Те молам, ти си искусен Вака човек. сега ќе ти кажам ќе една кажа, изрека да, која го што прифаќам. можеби не ја знаеш, ја кажав на едно место, Да. беа изненаден иако си повозрасен од мене. Јас не Слободно верувам зборуваме. дека постои било што спонтано, постои само спонтан абортус, се друго организирано. Се друго организирано, јас сум 15 години во политика. Да. И затоа сакам да кажам дека и бројот беше мал, колку беа 1000 албанци, но тие прават разгорување на натрпеливоста кон сите. Значи, јас не ја разбирам и таа потреба се мафта со знамења, но видете сите места, населени места, градови, села, каде што албанците се во мнозинство или се етнички чисти албански, беа преплавени со знамења, се уште не Така. минува меракот. Добро, генерале, апропо прашањето на Златев, мене, па ја едно друго прашање ви поставил да видиме што можеме да кажеме, бидејќи многу ме доболе тоа соопштението од Дуи, кога се обидува на најбезобразен, некултурен начин да изедначат комити со припадници на УЧК. Вака сега, јас би прашал, дали ова држава е направена 2002 година, како што вели Али Ахмети во нивното соопштение меѓу редови, кажувајќи кои биле УЧК припадниците, ги споредува со комитите, или ова држава, првото семе во темелите на оваа држава е преку Македонско восстание, Разловечко, па Крушевска република и Линденско восстание 903, овие се пред тоа, па Аснум 44-та, ама славната НОБ 41-та, 44-та или 5-та, па 8 септември 91 година, и како бе тоа бе припадник на УЧК, ќе го споредувам со комити. Прво не си ја знаат историјата. Дали чуле за Охридско-Дебарско восстание, дали чуле за Македонско-албанска лига, каде што има комити албанци, каде што во Крушево има комити албанци. Комити гинеле за ова држава се вградени во темелите. Те молам, како човек кој крвареше 2001 година, дали ти се согласува со една ваква споредба, или јавно, преку етерот, преку радио лидер, да кажеме дека не може еден лидер на партија кој толку и толку години владееше да не ги споредува комитите со припадниците на УЧК, кои сите знаеме дека беа терористи увезени од Косова, а они си ги доживуваат како борци за човекови права. Те молам да не одговориш на ова прашање. Јас мислам дека малку има претерување во романтизирање на нашата историја во делот на учеството на албанците. Колку албанци имало во Иленденското восстание? Сигурен си дека имало? Има. И колку имало? Имало обраќање кон албанскиот. А кој е нашето? А Има. кој биле? Те молам, ја го проучувам тоа. Кои биле полоши во тој период тебе, кога биле овде осмалиите турците или албанските банди? Тоа се веќе качачките банди. Е, па качачките банди што биле? И воено бе действувале. Да прашам, качачките банди што биле? Албанци биле или биле египтјани или биле германци? Албанци биле. Во време на Втората светска војна и пред тоа балистите што биле? Тоа се одметнатите елементи од Ако и мене не будат позитивни спомени дека толку многу тие се бореле за оваа држава сега да не се лажеме ја направи македонскиот народ со огромни жртви. Е сега вториот се разбира со поддршка на сите останати во Крушево имало власи. Да. И тоа сите го знаеме.
За бројот Мислам на дека не ми е албанци свати сигурен. поентата. Не, Имало соработка меѓу македонскиот и албанскиот Те народ. сваќам, но видете, ова е А не Македонија. војната од 2001. Македонија е направена од македонците, па 91 албанците не излегува ниту на референдумот, но тие се овде, па колку албанци имало пред па 50 сега? години ќе се сега треба да се лажеме, биле минорен број. Какви се топонимите зашто прави во он Тетово? Во споредба? Шипковица било албанско од секојаш, ама се вика Шипковица до денес или се вика Не, Лавц точно. или Бродец. Па немало ниту еден албанец таму, биле чисти македонски села. Населувањето знаеме кога е, да не го Значи, извадиме тоа се во пописот неколку и на токму Тетово така. и на Гостивар и на Населени Шипковица. се, но ние денес тоа не можеме да го промениме. За жал, тоа е суровата реалност. И ворете тие да се населувале, но ние и 99-та и пруживме рака на косоварите, ги примивме овде во државата. Па, и види како ни вратија. парче леп за година подоцна да влезат тотаму вооружени банди, бидејќи УЧК е проект на разузнавачките служби, тоа не е автохтоно албанско движење, особено во првата фаза кај многу мал број албанци УЧК уживаше доверба или авторитет. И од друга страна, секако дека УЧК далеко тоа дека било рамноправен од борбен аспект, Па тоа сакам да го чуем. противник од на тебе. безбедносните сили, можевме да ги прегаземе тие. Значи да не беше мешањето на странскиот фактор, се знае како ќе завршеа. Ки имаше уште поголемо закрвување, за Руарчиново ќе излезеше жив некој припадник на УЧК. И потепавме до последниот. Сега колку жртви ќе имаше од наша страна е друго прашање, но еден жив немаше да излезе бидејќи беа блокирани од сите страни. Беше исклучена струја, вода и така натака. Рамнењето на нашите комити А тоа сакам да го чуем. од или тебе. партизани со УЧК, Да. кој што од страна на генералниот секретар Нели е срамота на тоа? НАТО Џорџ Робертсон беше наречено убици разбойници, Така. е абсурд, вулгарно е. Особено кога тоа ќе го каже некој. Иначе ќе мислев дека не си ми го разбрал прашањето. Не, ја го разбрав Океј, прашањето. океј. Но сакав да Ако релативизирам го на зборуваш првиот ти дел. за УЧК и нејзиното И ние влијание, нашите те комити молам, треба да се ги негуваме Ева и ка. нашите деца да ги негуваме дали во си го комитски чул дух. петиот хашки случај ти? Дали знаеш дека постои не 4, дека има и 5 хашки случај? Кажи на што мислиш. Еве на што мислам, списите на тој предмет го кажуваат тоа. Албанци, тоест увезени албанци, припадници на УЧК убиваат своји албанци во Македонија, бидејќи не сакале да финансираат Го знам, УЧК, ова има исто и сведоштво. ги имаат убивано, силувано и тоа албанците го кријат. Тоест Дуи го крие. Сотир со сета Сотир. одговорност го кажува на македонската Според јавност. меѓународното право, вооружен бунт, востание е дозволено тогаш кога условите за живот се неподносливи, Да. да. наједноставно кажано. Дали во 2001 година албанците живеа неподносливо? Боже Сачу, Од зошто друга косоварите страна, избегаа од тогашната Србија, влада дојдоа тука? Љупчо Ѓорѓиевски, иако беше доста млад, со Арбен Џафери го започна тој процес на реализирање на некој од правата кои што ги бара албанците и можеше тој да заврши можеби поспоро, но тие ќе ги добија поголем дел од оние права за кои што подоцна ги добија со крв. Па тие не вратија назад 20 или 50 години парите од Телекомот, кој што тогаш беше продаден, завршија се потрошија за оружје и муниција и за војување. Загинаа луѓе кои што не можеме да ги вратиме. Беше разорна дел од државата. Тие направија страшна штета на државата, на меѓуетничките односи. И сега ние да ги воспеваме нив. Оние мали деца во униформи на УЧК, Па тука те чекам. кои што денес Ги не задојуваат зборуваат младите македонски, деца. но не зборуваат ниту македонски. Знаете дека младите албанци, особено овие помалите војтнички чистите албански средини, не ни зборуваат македонски. После 15 години Зарем- знаеш што ќе бидат тие деца? Јас за жал знам што ќе Шликови бидат, сега но држат сакам да раци. кажам, пишав една колумна во очи на изборите, најдена добар одек во повеќе кругови, као што се обратив тогаш на Бујар Османи, кој што нешто таму му друваше со проценти, со математики, па му кажа вака, ќе парафразирам, Ајде. ако на една маса седнат 10 граѓани на Македонија, само 20 од нив ќе бидат албанци, останатите 8 не се албанци, се македонци, срби, власи, Да. и тие меѓу себе општат на македонски јазик. Ако на една маса седат 20 луѓе, само 5 се албанци, а и тоа е дискутабилно, се сомневам дека ги има и 20%. Вештачкото билдање на нивниот процент исто така е штетно, Па но затоа го фалсификува по како ние ќе се разбираме меѓу себе ако тие не го говорат македонскиот јазик? Македонскиот јазик е сврзнат ткиво во оваа држава. Основна елементарна почит кон државата е да го познават македонскиот јазик. Сега ние не треба да очекуваме од албанците да пишуваат поезија и проза на македонски јазик, Да. но да го зборуваат на едно ниво да можеме да се разбереме. Сега ќе ви кажам еден спротивен
Пример, првите книги на Ким Мехмети, да речеме, се напишани на македонски јазик. Да. И Ким Мехмети, впрочем, повеќе романи има напишано, ако не се лажам, на македонски од на албански јазик. Имаме, ние живееме во една заедничка држава со нив, ова јазично делење, ова на ниво децата да не знаат воопшто македонски јазик, не е ова решавање на прашањата меѓуетнички ние кои ги имаме. Ова е пат кон наша разделба. Сега да бидеме искрени. Јас не велам дека и ние не треба, например, као во Америка, официјален јазик... Нема да има разделба, Љупче, на кој начин ќе се разделиме, ќе се отсепа, тоа е невозможно. Не, но знаеш како е. Стојанче, ние веќе живееме како две паралелни општества. Знаеш. Оддамна, не од сега. Ама не е така. Не може тоа што новите генерации, еве, сега ќе ви кажам еден факт, ќе злоупотребам еден брифинг кој го имав. Кај председателката Гордана Силјановска одат во посета деца од албанско училиште. Таа организира цело време посети на деца. Од 70-80 деца, значи генерација, кои одат во нејзиниот кабинет во посета, само учителката знае македонски јазик. Зборуваме за деца прво, второ, трето оделение. Тоа е како, знаете, сега да земете вие прво оделенци од македонска етничка припадност, да ги однесете кај председателот на Србија или кај председателот на Бугарија, повеќе ќе можат да се разберат со него од овие деца кои се од Македонија со председателот на Македонија. А дали турците Тоа е- во Германија не го знаат германскиот јазик? Го знаат Дали индијците во Англија не го знаат англискиот јазик? Дали шпанците во Америка не го знаат Англискиот, сите да. го знаат. Значи, Ама ова е намера, Злате, ова е Злате Да. Љупче. Ја реков Злате, мислам. Добро, бе, нема Значи, да ова е не, намера. Лапсус. То не е случајно. И тоа е процес кој што секоја година наредна, како што кажа, впрочем, и ти ќе станува се полошо и Еве, полошо. да. На крај ние Јазик знаме, меѓу себе нема јазик да се знаме. разбираме. Тука има едно државно знаме, тачка. Една држава, Република Македонија. И една ќе остане. Браво ве Стојанче, браво Ќе ве остане, генерале. види, тие нивните филмови кај дел од екстремистите, пази, еден просечен албанец не е многу заинтересиран и за денот на знамето. Впрочем, јас работам со албанци, секојдневно луѓето гледат како да преживеат или како да живеат подобро. Да. Ама политичарите, дел од политичарите се уште, види, ние зборуваме дека мнозинството албанци не се заинтересирани за овие теми. Тогаш зошто нивните политичари користат национализам и шовинизам ако смета дека тоа не носи политички поени? Ова ми прави мала забуна колку нашите сограѓани, мнозинството од нив се искрени во она што го говорат. Бидејќи секогаш кога ќе е критично, Дуј удира на национализам, ама види сега Влен се обидува да ги следи. Влен се обидува да бидат поголеми Дуј од Дуј. И сега прават штети на нас, Католици на од македонскиот политички блок. Добро е тоа што ни приближно нема таква моќ како што имаше Дуј во владата со СДСМ. На крај, еден од клучните фактори зошто СДСМ преживеа катастрофален пораз е токму Дуј, кој што нанесува огромна штета на таа коалиција. Сега И Филипче го признатува во интервјуто. е различно. Примерот Мицкоски е тука многу внимателен. Имат колку што имат пратеници, толку моќ треба да имат. Но мене ме плаши посегнувањето по национализам. Еве те прашувам тебе вака Повели. како филозофски расположен. Ако кај мнозинството албанци не минува национализам, дали овие ќе користат национализам? Политичката Не, албанска ама елита? они се ја ги нив имам дефинирано пред 5-6 години. Одметнати политички елити од албанскиот народ или малцинство, да бидеме прецизни. Само во нашиот устав го скрнавија и кажа дел од народот албански. Тоа е меѓународен признат, а поим малцинство се вика. Токму така. И ја ви тврдам, сега ќе се покажат резултатите на првите избори што доаѓа, тоа се локалните. Кога ќе ги немат лостовите, алатките на моќ, ќе ја видиме вистинската моќ на Дуи. Јас тврдам дека не е голема. Ќе имат проблем прво со кандидатите, какви, кој профил на кандидати, ајде бе, нека команданти не учека, нека постават. Еве, тие биле најбитни. Нека ги постават да ги гласаат. Добро, и тие се Да види. раскарани, да ти кажам. Добро. Од Јас друга само јас страна, знам 3 фракции. Знаете дека Три фракции. доста роми и турци
ги прикажуваат како албанци. Добро, тоа е стара болка. Македонците муслимани, една се турци, една се албанци, една се македонски. Мене ми е Но многу криво изборите за ја нив. покажуваат и етничката слика во државата. Видете го бројот колку има пратеници албанци. Иако Па и види сега- вака сега. Па, али не сака да си признае на сами од себе, ама се лаже. Па него го спаси ова турската партија, му донесе добар број гласови, нешто ромската, и он не ќе да признае дека Влен го помина него, или на еден начин му се изедначи. Но Да не му беа тие две партии, ке ги немаше гласовите Дебар, Гостивар, па и Радовиш и така натаму, и едноставно, чисто албански гласови има кај Влен, а мешани албански, гласови на турци, роми и албанци има кај Дуи. со И тоа е ти идеш јасно. понекош на пластичарска улица да си купиш нешто за дома. Одамна не сум била, ма одам. Одам. Ти дале некош фискална сметка? Боже, Сачо. Не, има 2-3 сериозни Може, трговски, да ги може, наречем, Сашо. дукени големи, да не ги Не. рекламирам, кои што дават. Никој друг не дава. Немој таа болна тема, сивата Знаете што економија. значи во Штип да фатат некој да не даде фискална сметка, што ќе му направат? Па казна. Завршил со кариерата. Па казна. Казните знаеш какви се во такви сиромашни Ригорозни. Или во Берово да фатат некој Така е, без фискална стои. сметка. Така е, А ние овде генерале. зборуваме за центарот на Скопје. Е, И ама тука веќе имаме позитивно движење, мислам дека некои работи мора да се придвижат. Законите треба да важат за сите, не ние да плаќаме даноци, тие од даноците кои што ние ги плаќаме да користат еден куп бенефиции, бидејќи на оваа тема зборував и Ме сетете во се, неколку други кое село интервју. беше што не плаќаше струја? Албанци, Османи, Бујар и овој... Арачиново, Сотир, на 2-3 километра од овде воздушна линија. Има и други, ама Ма Арачиново, како ги галеа? таму каде што јас бев Груби тешко ранен. одеа, ги молеа да не дигат джеба. А ние сметките ќе дојдат првите пари, И- само ги трошиме. Вторите ги И трошиме за лекови. Липковскиот регион во Липково. Они не требало да плаќат, таму имало војна и тоа било репарација со така. тоа што они не плаќат. така. И добро е што Евана е сега приватна Добро, ма фирма. знаеш како, сега морам да бидам вака искрен со вас. Ајде бе, злате. Па кога ќе видиме ние дека не плаќале во Липково, не плаќале во Арчиново, тука има одма сензибилизација во македонската јавност и така натаму. Кога ги фатија сите кафани у Дебармало дека краделе струја минатата година, зошто не викавме и види ги овие племе, Викавме. стока, не ја сака државата, многу помалку викавме, Стојанци. Многу А помалку. дали беа Многу сите помалку. казнети? Во право, А, злате. Не, ама Многу- дали беа, многу Златев, помалку дали беа, не дали се- беа казнети? Па не. Им ги зема само тие уредите, затоа што согласно закон нема закон у Македонија кој те спречува со такво. А Златев, што си добар новинар истражуваш, проби да видиш Знаеш- колку албанци собственици на кафани има во Дебармало. Те молам да го провериш тоа, да го истражиш. Па и ќе ти стане јасно како кој крадел Не, струја ја ќе ти ги во кажам. срцето на Скопје. Сите тие што крадеа не се албанци. Добро, Тие што да. ги објавија, Провери. што ги видов бев и на брифинг, на тоа тема ни еден не е албанец. Сакам да кажам дека знаете Ние како зборуваме за село кое што е поголемо од Берово, Арачиново, можеби е поголемо од Берово по број на население. многу Колку поголемо. жители? Не, Замисли многу, Берово ама, да не плаќа струја. 20. Можеш да помислиш такво нешто или било кое македонско село од источна Македонија? Ма мислам дека сега се Централно. плаќа струја рачино, им ги Па врзаат. да, најпосле и редно беше, да, сега да. Тоа можам да потврдам. Имам информации. Но колку време ние го толериравме тоа, а знаете дека нема бесплатен ручек. години наред. Некој го плаќал ручекот. Кој го плаќал ручекот? Сиромасите од Берово, кои што возат пола Берово се камионџи, пола Виница, работат по лозијата во Италија за да платат струја на оние во Рачиново. Зборам до пред неколку години треба да ставиме крај на таквите практики и јас сум Се сега малку проучил по-оптимист. малешевијата кога ја спасуваше пред 2-3 години. Па ги Браво. знам и потекнувам од Источна Македонија, имам насекаде пријатели и меѓу другото додека бев командант во посебната единица, работев со целата Источна посебна, почнувајќи од Штип, Свети Николе, Кочани, Берово, Делчево, Каменица, Виница, Пробиштип, Кратово, со сите Тоа им е нешто да те работам. прашам. Ти си лидер на партија, Достоинство. А пред некој ден пуштив ја една колумна за почитуваниот Апасиев, за неговото невоспитано однесување во парламентот. И сега само како председател на партија те прашувам. Одобруваш ли такво? А пази, јас сум ја поддржувал и уште ја поддржувам Левица, за председателот веќе се мислам, ќе му пуштам денес или утре втор дел од отвореното писмо. Те молам, кажи ми, може ли еден професор кој воспитува студенти, може ли еден лидер на партија и може ли еден пратеник
така вулгарно да се однесува во собранието. 3 во 1 имаме. Ти си лидер, ти си генерал и те молам да ми го кажеш тоа. Јас никогаш не користам навреди во моето политичко действување. Никогаш не сте слушнале од мене кон некого да се однесувам навредливо. Најголемата навреда која што имам кажано е за еден лик поранешен политичар, политичка кукавица. Ама тоа не е навреда, тоа е дефинирање. Кажувам политички, не како човек, си го може да е дефинирал. многу храбар. И тоа бил мој субјективен став. И тоа ми е најголема навреда која што имам употребено. Јас согласувам со тебе, тоа не е навреда. И стоам за тоа, така сум мислел, така сум зборил. Не навредувам, нити додека бевме во опозиција ги навредував со било какви вулгарни изрази, нити сега. Значи едноставно сум многу внимателен, не оправдувам таков говор. Тоа сакам да го чујам. За младите, ова го поставив за младите луѓе на кои им даваме пример лош во политиката, едно такво однесување. Ама знаете како викат? Вика, односно се дере тој кој што нема аргументи или се тепа тој кој што нема аргументи. Треба да се обидеме преку говорење, да ги убедеме граѓаните дека ние сме во право. Да. Јас сум противник на било какво политичко насилство. Не знам, Злате, дали ќе согласи, ја денове сакам да го поканам Апасиев да гостува во Лидер. Нема да ти дојде, иначе јас немам никаков проблем. Ке пробаме, Златев. Ова не го говорам против Апасиев. А не може он, нему структурата во партијата му се млади луѓе. Има таму учени луѓе, она такво однесување на лидер не е можно. Дури сега не навлегувам дека се однесувал диктаторски автократно, тоа не го право. Он даде многу лоша слика за студентите што ги воспитува. Он даде многу лоша слика за јавноста. Како ги овие години поддржував, јас сум сега најголемиот критичар на Апасиев. Да го оставиме малку на страна. Така? Апасиев, веќе времето полека не истекува. Па добро. Ја имам последно прашање за Стојанче. Како ме погледна, ше страф да ме фаќа многу дисциплиниран за овие работи. На непоставено. Стојанче, ти беше коалиционен партнер на СДСМ, имаше блиски релации со Зоран Заев. Сте се слушнали ли со него од која СДСМ падна на власт? Од власт? Не, но не сум имал потреба. Ако имам потреба, јас би го побарал. Пошто ние го бараме, ни кажуваат дека не може да се најде у Струмица, не може да се најде у Скопје, дека наводно бил во Дубај. И се обидуваме секако да ја провериме оваа информација. Ја бев дури у Муртино, го нема. И не може да ја провериме никако. Не знам. Наискрено не знам, но јас, ако сте забележале, не плукам по моите предходни соработници. Да, за Заев немаш ништо лошо кажано. За Стојанче е коректен у тие. Не, види, јас сум бил критичен додека бев дел од коалицијата за две прашања, кризио менеджмент и бранителите. Ама дојде ред и договорот за со само Бугарија. неколку месеци. И договорот со Бугарија. Ги перкаше, и перкаше. Ама видите, ја тоа јавно го напишав и понудив моја оставка, доколку моја оставка ви пречи, но покажаа демократски капацитет да само во тој период и ме оставија да зборувам на тие теми, значи, си кажувам што мислам и по цена да заминам од функцијата. Ама тоа право би го искористили сега, ако со некоја политика на владата не се согласувам, јас ќе си го задржам правото тоа јавно да го кажам. Ти благодариме многу за твоето гостување ово утро, почитувани слушатели, се надевам ужива в тебе, ако има некое прашање, поставете. Еве, се сложуваат со тебе повеќето. Види богати. Да. Стојанче, да некоја следна прилика да си ми жив и здрав, динамичен како што си, мобилен спремни и само продолжи. Значи, заклучокот следите секој ден временска прогноза и спремни сте. И ако слушнете дека врне снег, сејте си дома на топло, направете си чајче, раѓи. Да не ве вади Стојанче. Тоа е најсигурно. Да не дојдете до него да ве вади Стојанче. Да, добар предлог. И да ве поканам, еве, не знам дали можете вие да направите едно мобилно студио, кога ќе имаме некоја ситуација, дојдете со мене во живо да имитувате, да видите како изгледа. Не, камионот е друга институција, вие со мене во джип и ќе идеме таму, само јави се, ќе организираме нешто ја излатив. Јас сум многу настина така што сега не, сега не. Многу тешко. Не сега, не, да падне снег. Да падне снег. Се надевам дека нема да падне. Ама и така нежен сум, немој бе, ќе се испонастинам по тоа ладното. Еден е Стојанче. Сотир. Златев во студио ќе координира, ние ќе се договориме. Договорено. Ја и ти сме стари борци, а Златев, па види, мора некој да координира сега.
Chief of the Parada. Почитувани слушатели, сотире пензионер, уште тоа ни фали затрупан пензионер, негде да прочитаме. Ајде, Пепел, ти на јазикот. Значи, Море, Златев. а со оглед на тоа колка пензија има, мислам дека тоа ќе биде Не, видиш улеснување. како ме напаѓа се.